Стадион. Емисија за вашата вистина. Веќе ова е трет пат како се случува да имаме хакерски напад на процесот на попишувањето и целта му е да не оневозможи во одреден период да попишуваме и да се створи веројатно кај населението реакција дека еве не бива, немаме капацитет или техничките аспекти на овој попис дека се доведе на ово прашање. Ме чуди, бидејќи сепак ова работа кошта страшно многу. Рекоте дека не сум премногу стручен, дека не сум информатичен, но доволно сите можеме да собереме информација од секаде дека тие хакерски напади организирани чинат многу пари. Значи ова го прави некој кој што навистина не мисли добро на државата и вака во континуитет да го прави. Зашто некој би бил толку заинтересиран? Ова треба разузнавачи се прашат или контраразузнавачи? Оставам тоа на институциите, тука немам апсолутно никаков капацитет во однос на тоа да кажам било што. Имате нешто од нови информации од Агенција за национална безбедност? Запознаени, сите се запознаени со случајот, работат. Меѓутоа, знаете, денеска, колку што јас ги пратам тие работи, тие не можете да спречите напад. Проблемот е да спречите тој напад да направи штета. Тоа е она каде што се штити. До сега немаме никаква штета направена, нити верувам дека може било каква штета да се направи, бидејќи тука се... Може да го заклучи процесот само? Да го заклучи процесот, реков и да створи кај населението, кај граѓаните една недоверба, едно сомневање во целата ова работа. Апликацијата. Така, значи не станува збор тука за неработење на апликативното решение, станува збор на тоа кога се напаѓа, се кошат сите работи. И главната заштита е да не се пробие, токму и затоа се случуваат тие кочења, односно неможност да се работи. Она што е добро, што граѓаните не наседнаа и при првите два вакви напади, туку и продолжија да ја поддржуваат масовно оваа акција и верувам дека тоа ќе биде случај и понатаму. Не може да трае тоа вечно напаѓање, ќе мора да прекине во еден момент и ќе работиме како што треба. Добре, еве и бугарите имат во истиот момент. Ке нив е подоминантно тоа електронско попишување. Поинаков системот таму се попишуваат преку интернет, тоа е систем на само попишување кој што... Да, па заради тоа таму е уште поизложено на напади, ако веќе. Потешко. Дали они имаат такви проблеми? Хрватите имаат во овој момент? За хрватите не сум чул, за Бугарија да. Не сум целосно запознаен, бидејќи целокупна сега е насочена кон нашиот попис. Како го премостувате ова? Пишувате на хартија или чекате? Не. Значи на хартија нема ништо, нити смее, нити може да има ништо на хартија. Ќе трае час, половина час, целата ова работа ќе прекине, ќе продолжи. Има еден генерален проблем сега, треба некој информатичар да прашаме за тоа. Последно време интернетот генерално е проблематичен. Е успоредно. Дали собраќајот е максимално зголемен, па овие кои што се провайдери и оператори не можат да наваксаат, што би се рекло, или па се случува нешто кое што можеме да го процениме како подготовка за локалните избори. Се совпаднавте со локалните избори? Не би го поврзувал ова со изборите воопшто. Пописот беше цел на негирање на, не знам, обиди за бојкоти, како што споменавте ви во најавата, уште далеко пред да бидат изборите. Значи, едноставно гледам, односно, дека во земјава има одредени структури кои што не сакаат да имаме попис, самото тоа не сакаат да имаме држава. Она што ми е драго, што најголемите политички субјекти во државата јасно и недвосмислено кажа дека пописот треба да биде поддржан и дека треба да се попишеме сите. Меѓутоа не знам, едноставно не би сакал ни да шпекулирам кој и зошто стои под вакви цели. Нема веќе, ако не бидеме толку, нема да го признаеме. Порано албанскиот политички фактор излегуваше често со такви изјави, ако не бидеме 30%. Меѓутоа веќе може кај одредени помали етнички заедници, тоа кажа ви на почетокот, да се забележи нервоза. Дали е таа нервоза, имаат они своји анализи, чувствуваат како одите на децијата, или пак навистина тие
заедници се нападнати од поголемите со притисоци, особено во тие мешовите средини, да се попишуваат поинако од она што чувствуваат. Имаме ни еден разговор со Хусре Фемин, тој вели дека според нивните анализи турската етничка заедница не треба да биде помалку од 7%. И ако така испадне, тие ќе го бойкотираат, односно ќе ги бойкотираат, нема да ги признаат резултати. Така, значи, нашата обврска како статистика е да дадеме објективна слика на она што го имаме во земјата. Пописот е инструмент со кој што ќе се обидеме да оваа слика дадеме да биде многу прецизна и да се однесува на многу белези кои што се однесуваат на населението. Ние прашањата кои што ги споменате за припадноста кон етничката припадност и религиозната припадност се исклучиво врз основа на волјата на граѓаните. Значи тука никој, апсолутно никој, нити треба нити смее да му се меша на граѓаниот при неговото изјаснување. И ние го евидентираме тоа. Дали некој претпоставува, проценува, посакува да има одредени бројки кои што му одговараат, тоа е негов проблем. Ние со тоа не се грижиме, за тоа не се грижиме. Нашата работа е да дадеме објективна слика, онака како што граѓаните се изјаснуваат, бидејќи тука станува за изјаснување за етничка, односно религиозна припадност. И тука завршува нашата гриша. Во тие мешовите средини, сето останато е политика, ние сме статистиката е струка. Од тие мешовите средини и порано се зборували. Има проблеми, например, мажот е од една етничка заедница, жената од друга етничка заедница. Како се решаваат тие? Попишуваш од семачи или треба претходно да се договара? Затоа што и децата се тука, децата не можат сами да кажат, макар што ја би ги оставил сами да се изјаснат. Јасно ми е. Ова не е од сега искуството и проблемот што тоа е како кога ќе одат на предматичени, ќе го земете или преземете од сопругот, ќе го додадете, значи карикираме, меѓутоа се случуваат тие. Се сложувам јас со вас во овој дел, особено за децата до 15 години, каде согласно методологијата, согласно светските стандарди, треба да дадат одговор родителите, односно старателите. И се случува во едното вако, овие мешани средини да има некој недоразбирање, можеби, но тоа треба да се реши во домаќинството. Значи ние како институција и како систем на попишувачите, инструкторите или било кој друг, не смееме да се мешаме во тоа во никој случај и на никаков начин. Па не, ти може да се случи попишување во име на друг, како гласање во име на друг. Еден во фамилијата ќе каже сите ќе бидете власи, сите ќе бидете македонци, без разлика што можеби пола е ситуацијата. Имате ли графа? Нема мешовети, се половина се чувствувам србин, половина македонец. Не. Зашто за жала? Може би има такви искуства. Па не знам. Мешовети бракови. Видете, вака прва, не знам да колку се сеќавате, меѓутоа уште кога тргнавме на почетокот на подготовките за пописот и кога почна да излегуваме во јавност, ние дадовме предлог да овој попис едноставно не ги опфаќа овие две прашања. Не заради тоа што тие немаат своја важност и не се битни, туку заради тоа што се цел на токму овие политички притисоци, инсинуации и така натака. За да го тотално деполитизираме пописот, односно да не дадеме простор за политика да има интерес за пописот. Меѓутоа, јавноста, а најмалку политичката, туку најповеќе граѓанската јавност, реагираше жестоко на ваквиот предлог и апсолутно моравме да го прифатиме тоа мислење јавноста и да ги вклучиме овие белези. А такво случај немаше да има никаков проблем за ништо. Денес се обидуваме да ескалираме проблеми во оваа ситуација. Значи, во сите пописи од 48 година наово, прашањето за етничка припадност било присутно и се решавало на истиот овој начин. Секојаш било тоа израз на слободната волја на граѓаниот, никој не смел да му се меша во одлуката и истата била ситуација кога имаме случаи на мешани бракови, каде што има и деца и така натака. Уметничкиот директор на Заводот за статистика Геровски имаше коментар, меѓутоа он бе потврдил во овој дел дека можеби не требало етничка припадност. Уметнички директор ние немаме во Заводот за статистика. Не, уметнички заради слободното изразување, заради прогнозата, како сте си дозволиле да прогнозирате колку ќе бидат бројките на крајот од пописот, 1.800.000, 1.900.000. Меѓутоа има динамика според која што може одредени бројки да се извлечат, но таа динамика не е пресудна и не треба да биде во склад со логиката, со математиката и пред се со она што се случува
на терен, односно со системите на терен. Но Геровски ве потврдува пак за тој дел што го рековте сега, дека може би не требаше да има графа етничка припадност и верска припадност. Се решаваше со јазик. Така и во Соединените американски држави, во Канада, така. Соединените американски држави имаат некоја уште поголема глупост, тие имаат раса. Што не знам зошто и како. И тоа има постојано во пописот. За Канада, колку што знам, нема етничка припадност. Меѓутоа не се обстрануваме на тоа што другите земји, како секој си има своји причини зашто воведува одредени белези кои што не се задолжителни, а кои што за кои земјата одлучува дали ќе ги воведе, така да нас не интересира она што е состојбата кај нас. Во однос на, јас не би сакал да спекулирам понатаму со бројки, бидејќи навистина мислам дека погреши што кажам, меѓутоа тоа што го кажам врз основа на анализи на постојните бази на податоци, демографските трендови и така натака, не врз основа на тоа што попишуваме. Попишувањето е еден друг процес. Тука попишуваме сите единици на попис. И оние единици кои што влегуваат во категоријата купно резидентно население, меѓутоа и оние единици кои што влегуваат во категоријата купно нерезидентно население. Не се во оваа бројка што ја објавуваме дневно вклучени лицата кои што се само попишани преку апликацијата за само попишување во странство. Тие ќе се вклучат после завршувањето на пописот. Тие се одвоени сега во моментот бази, така да бројката на попишани не значи и бројка на категорија вкупно резидентно население. Да не ги мешаме овие две работи, бидејќи и сега никој на забрањето на сите да влегуваат во базата и било што да гледаат од тој аспект. Лицата што се ангажирани во пописот, мислам, во нашата институција. Пака, има многу стравка и неоправдано. Кога го прашувате домакинот колку земја, колку имот имате, он мисли дека ако каже реално ќе му дојде одма инспекција, ќе му дојде УЈП. Ние не прашуваме колку имате имот. Ние прашуваме дали и колку, ако е земја во прашање, обработуваат. Не е битно дали е ваша собственост или не е ваша собственост. Ова го поставуваме и за чување на одредени видови на домашни животи. Овие прашања ги поставивме, го вклучивме во делот од пописот, бидејќи треба да створиме база за пописот на земјоделие кој треба да се спроведе после 2 години. Значи, исклучиво е од оваа причина, никому не ги даваме тие податоци. Воопшто податоците од попис може да служат исклучиво само за статистички цели и ниту една друга институција нема да добие ниту еден податок од личен податок од попис. Има една друга фама. Штом ќе притисне submit, односно enter, податокот за етничка припадност не може никој да му го провери на човек, ниту тој самиот. Па и кога ќе се запишеше на хартија, повеќе толку немаше менување на таа работа. Аха. Така беше порано, ама порано имаше хард копи, имаше... Немаше копи, никогаш не се давале копи. Копи никогаш не се... Никогаш во пописот, тоа било најстрого забрането. Подпис имало се по... Само подпис. И тоа во пописот 2002 година. За пописот 2011 не можам да кажам ништо, бидејќи не бев дел. Меѓутоа, никогаш, ама буквално никогаш и никаде не се даваат копии од прашалникот. Никому. Знаете зашто ја прашав ова за колку до сега може проценка се направи, колку ќе бидеме? Затоа што 2011 има некои одредени шпекулации, информации, полуинформации дека бил прекинати и уништени сите документи откако сите надавале и во еден момент Македонија на половина попис испаднала повеќе од 3,5 милиони жители. Не би сакал воопшто да шпекулирам на тој дел. Убаво рековте, целокупниот пописен материјал е уништен и не само пописниот материјал, туку се што беше поврзано со пописот, документација е уништена, така да се би било шпекулација, не би сакал воопшто овој дел да... Колку е сигурна оваа работа од аспект на етничката припадност? Меѓу прашањата што ги имам тука добиено е, многу од луѓето не проверуваат што запишуваат попишувачите. Дали е обврска на попишувачот да му го покаже лаптопот, компјутерот на секој кој што го попишува. Секако. Пред да ги притисне enter или submit, да ги притисне во базата, да ги штати информација. Јас мислам дека и тоа пластично го кажував на повеќе пати, дека најдобриот начин е да... се плашат, јас ќе кажам дека сум Ром, он ќе ми пише што сака. Се сложам и тоа сега, ако вие воопшто не ве интересира, па тој
попишувачот ви покажува, вие кажете нема потреба да ми покажувате, тоа е веќе ваша одлука, јас тука не можам да ви ја променам одлуката, меѓутоа попишувачот е должен да покаже. Дури јас замолував граѓаните, бидејќи нели сме во ковид пандемија, треба да држиме некој растојание, да стои позади попишувачот, да може да гледа постојано се што е на мониторот на компјутерот. И тоа еве го повторуваме сега, ви замолувам сите граѓани, за да нема никаква недовера во тоа што го работи попишувачот, постапуваат на овој начин. Попишувач мора да покаже тоа што запиша. Тука не сме да каже не може да го Нема покаже. простор за кој ќе го испрати целиот материјал, тука може да биде и да гледа. Со командата сними, не е ни ентер, не е ни submit, се сними, се вика таа команда, веќе целокупните информации влегуваат во базата и никој попишувачот воопшто не може да интервенира, да нема контакт веќе со тие податоци. Второ прашање, тие што се без било државјан, кој, и било кој да се случи да интервенира, сега тоа останува запис. Значи тоа не е така едноставна работа да некој ќе му падне на памет да интервенира некаде. Останува запис точно кој трага има. Интервенирал, кога, во кое време, каде и така натака. Тоа е, значи, тоа е кривично дело ако прави интервенции кои што се недозволени и тоа не го препорачувам никому. Јас кажам, ни моите вработени во Државниот завод статистика, вклучувајќи ми мене, воопшто не имаме право во овој момент да влеземе во базата. Без државјанство ли сте се попишуваат? Да, Прашање, бе. дозволено е, да. Значи, ако се тука... Државјанството не е услов за попис. Државјанството е само белег. Прашуваме дали имате државјанство, дали имате македонско, дали имате двојно, македонско и иначе туѓо, дали имате само нече туѓо и дали сте лице без државјанство воопшто. Тие се 4. Колку казни се изречени или пријави имате пуштен до сега? Околу Бојка? Нашата намера е да не изречеме ниту една казна. Значи, ние не тргнеме во операција да казнуваме, тргнеме во операција да попишеме, да го фатиме целокупното население. До сега немаме ниту една казна, ниту една пријава за казна. Она што многу ме радува, значи граѓаните воопшто не наседна на тие провокации да се одбива пописот, да се бойкотира, да не се отвара врата и слично. Напротив, масовно не прифаќаат ова акција. Многу се ретки случаите каде имаме одбивање во првиот момент, меѓутоа со тие луѓе повторно разговараме, доаѓа државниот инструктор, доаѓа член на комисија ако треба, разговараме и луѓето прифаќаат да бидат попишани. Такви не се до сега сознанијата, очекувам така да заврши целиот процес. Колку се? 150, 200? Многу малку. Значи не знам точно, меѓутоа се многу малку, исклучително малку. Имате избркано попишувачи? Во Струмица имаше? Не. Затоа што не се на јазикот на кој не што... Не во Струмица. Значи не сме избркале во Струмица попишувачи, избркавме во Велес. Не, вие зборувате за бркање попишувачи кои што не се однесуваат професионално, од ваша страна. Да. Зборувам домакините да ги избркаат. Вака, значи... Една причина е сака да бойкотира, втора причина затоа што нема на нивниот јазик. Домакинството, ако дојде, ние не можеме да правиме тимови со луѓе што ги знаат сите јазици. Значи, ако домакинството издаде желба да биде попишано на јазик кој што попишувачот не го познава, се договара и за термин кога да дојде попишувач заедно со попишувачот, бидејќи мора на тој лаптоп да се попише домакинството на јазикот на кој што сака. И тоа е нешто пракса што имаме од 94-та намаму и никогаш не било проблем во тој дел. Овие зошто се избркани? Доста не попишувале? Едно лице избркано. Вршило притисок? Заради тоа што не, колку што ми се моите информации, го убедувал домакинството дека не треба да се изјаснува за овие сензитивни прашања. И веднаш е реагирано, веднаш е тоа лице отстрането од пописот. Имате пријави за поплаки, за притисок, за мешање, за лица кои што се вртат тука, агитира? Нема ниту една пријава дека попишуваш било каде влијал. За други лица? Другите лица не дозволуваме, нашата обврска е до тука, не можеме повеќе да направиме, нашите овластувања се до тука. Во моментот на попишувањето некој без согласност на домакинството да биде присутен за време трајањето на тој попис. Вие како медиуми знаете дека кога сакате да видите како се одвива попишувањето, прво мора да добиеме домакинството дали тоа може да го направите. И во никој друг случај не би дозволиле да
еве и медиумски се покрие самиот процес на попишувањето. Меѓутоа, она што добивме информација, имавме таков случај во Струмица да за обид да се влегува во кај домакинството и да се влие, меѓутоа тоа е спречено и не е повторено. Зборувам за други видови на агитирање. До каде е границата за да не премине во притисок? Може на терен да се прави кампања, да се мобилизираат припадниците на одредена етничка заедница да се попишат. Имаше забелешки во овој период, што го споменав, што беше доста драматичен, мачен. Од странство, например, Рама повикуваше да се попишат албанците. Па и нашите албанци постојано, политичари, фактори кои што се општествено-политички, повикуваат да се попишат припадниците на нивната заедница. Па имаш изјава од вашиот заменик дека сето тоа е окей. Јас само не ги разбирам македонците како може да повикуваат македонците самите себе да не се попишуваат. Тоа ми е... Искрено го поддржувам ја заменикот, максимално во оваа изјава. И секој повик, па некој од политичка структура, за да се луѓето попишат е добродојден. Тука нема никакво зло. Треба да имате речникот. Попишете да не бидат повеќе овие. Попишете... Во тој дел, тоа веќе говор на... Тоа е друга работа. Меѓутоа, јас не чув таква работа, да се разбереме. Повиците, барем од политичките субјекти кои што излегува јавно да повика за попишување, беа многу коректни. Да се попишат луѓето. Немаше тука притисок во смисол, не знам, попишете се вака или онака, да се попишат. И јас ги поздравувам таквите иницијативи, апсолутно. Се добродојдени. Кажав пред малку дека сум задоволен што клучните политички субјекти го поддржаа пописот и повикаа на попишувањето. И тоа е апсолутно коректно и благодарам за таквата помош. Нашата најголема желба е да бевне во состојба да спроведеме, ние не го нарекуваме електронски попис, туку попис базиран на податоци од регистри. Ова е најсовршен до сега барем метод кој што е применет во светот. Меѓутоа имаме 3 клучни проблеми заради кои не бевме можност такво нешто да направиме. Прво, кај нас во нашата држава нема функционален адресен регистр. Значи, многу од објектите се со ББ, ознака без број, без уличен населено место, без уличен систем и слично. На ваков начин би шетале податоците кога би ги преземале од регистрите, односно не знаеме како да ги поврзуваме, бидејќи со клучниот елемент во пописот тоа е станот, односно локацијата, каде што домакинството луѓето живеат. Бидејќи пописот подразбира меѓу другото и население во простор. Вториот момент кој што е битен, а нас не спречува да имаме една ваква операција без одење на терен, е што огромен дел од населението има различна адреса во нивните лични документи од она на која што де факто живеат. Познавате веројатно и вие такви. Третиот момент е што имаме голема емиграција, а која не ни е евидентирана. Не знаеме кој е тука, кој е... Има праше, кој ќе заврши за диаспората? Не, тука од Фейсбук. Какви сте резултатите за диаспората до сега? Ќе заврши во истот момент... На попишано сте малку. Ке трае исто до 30. Да, ќе заврши во истот момент кој ќе заврши. Каков процентот на попишаност има прашање до сега? Со вчерашниот ден мислам дека беше 193.800 и нешто. Од март до сега само 193.800 и нешто. А не е тоа само, јас мислам дека тоа е поприлично задоволителна бројка од... Па нели не има 800 милион, 2? Видите вака, може би не има, меѓутоа тоа е одраз на заинтересираноста веројатно на нашите сограѓани да се само попишат. Па и тешкотијата, да не ги обвинуваме само, да најдеме барајќи алиби, туку и тешкотијата во време на пандемија да допре вистинската информација до сите нив. Тие не се тука во земјата да ги следат нашите медиуми, кој следи, кој не може да следи, колку ги следат нашите пораки преку социјалните мрежи и слично. Неможноста на групирање на луѓе, оние наши издруженија кои што се наоѓаат во странство, да комуницираат непосредно заради пандемијата, веројатно беше клучната причина да многу малку информации
стигне. Што придонесува. Сакам да кажам, ние сме задоволни со овој. Со таа брека. Да. Етничката припадност е најголема глупост која може да се стави како прашање при попис. Тоа е индивидуална работа и така треба да се остане. Ако пописот е само статистичка работа која на државата треба да служи за да креира политики во иднина, тогаш што толку е битно кој од која етничка група доаѓа или кој на која вера верува. Или сите имаме подеднакви права. Кој колку забранува да си оди во црква, кој кому забранува да оди во црква и во џамија. Тоа е една поширока порага и мислам дека е во право. И јас бев за тоа да нема верска етничка припадност. Да внимаваме на вординго, само сепак не е. Да. Имам уште еден слушател. Ај вака, овие прашања мора да ги одговориме. 25% како ќе се смета? Имаме нерезиденти, односно диаспората, резиденти, жители на Македонија, во кои што влегуваат и странците што имаат средено тоа со присуство тука, со престој, до 12 месеци тие влегуваат. Три категории се. 25% што сега се сметаат, тоа е уставна, значи над 20% што се ставени во уставот, ќе се сметаат од која бројка? Или тоа е политичка одлука? Јас не сум повикан да одговорам на ваквото прашање, ниту знам. Од има категорија вкупно попишани граѓани. Ниту знам, ниту сакам да одговорам на вакво прашање, бидејќи ова во рекот е политичко прашање, како ќе се толкуваат поратоците, во овој момент не размислувам. Јас размислувам исклучиво како да го спроведам. Од 1%, например, албанците турците можат да имат како жители во Македонија, а 1% во вкупно попишани. Не би сакал да коментирам овој дел, велам, ова се политички моменти, мојата обврска е да спроведам професионален попис и на тоа се концентрирам. Бугарите се жалат ли на притисци? И тоа испадна интересна тема овие 10 дена. Те 72 се попишале, те да им се одземат пасоши. Дали имате конкретни забелешки од нивните здруженија? Немам никакви забелешки до сега, барем немаме добиено во нашиот завод од страна на дружења на граѓани кои се чувствуваат како бугари, а во однос на тој податок кој што излезе некој си поранешен пратен дипломат во Канада, во Чикаго, да. Во Чикаго, односно, мислам дека е тешка глупост, бидејќи реков на почетокот никој, буквално никој не знае што и како се изјаснали луѓето од она што го имаме собрано како податоци. Ниту во базата на попишувањето во земјата, ниту во базата на само попишувањето во странство. Тоа во моментот воопшто не го дозволуваме никој да влезе таму, од многу едноставни причини, да не се поремети нешто, бидејќи тоа се живи бази кои што се полнат. Тие на крајот се заклучуваат, се прават копии кои што се архивираат, за да било кој, кога некогаш може да покаже сомневање, има траг. Меѓутоа, да го кажам. Така, значи И да сака некој да интервенира? Апсолутно. Во овој момент никој не може да ги отвори. Стадион. Емисија за вашата вистина.